Почитувам председателя, почитувани колеги пратеници, почитувам колега Јани Макрадули. Јас член на управниот одбор бев од мај месец 2010 година. Така да не е добро да пласирате само не във врска с предлог закон. Спомнувавте фамилии, спомнувавте имот, не спомнувате што треба да се смени со овој закон. Јас сакам да ви кажем една работа, тоа го зборувавме и на Комисијата за транспорт и врски, дека ниту јас, ниту ВМРО ДПМНЕ не сме против предлогот кој што го даде господинот Величковски за измена на членот 4 став 5 во овој закон, и затоа и на самата комисијска расправа ние гласавме воздржано. Ние рековме дека можеби од меѓуресорската комисија ќе произлезе и одреден заклучок кој што би одел и во овој правец. Значи измена на членот 4 став 5. Дали во тој истиот формат со бришење само на наместо јавното предпријатие да се напише Република Македонија или со додавање на одредени реченици во кои што би гласеле во стилот за објекти кои што се надвор од Република Македонија и така натаму. Значи ние не го спориме тоа дека е лош предлог, меѓутоа рековме дека треба да бидеме малце стрпливи, да видиме кои се чекорите кои што ги предлага таа меѓуресорска комисија, како би можеле да направиме една координирана акција во која можеби бил вклучен и измена на овој закон. Бидејќи рековте дека сум бил член на управниот одбор, сакам да ви кажам дека за сите објекти кои што се пријавени има, значи веќе е започната одредена постапка за запишување на собственост. Имаме низа реални проблеми со кои се соочуваат луѓето на терен. За одредени, например, деловни објекти имаме поништување на решенијата на владата како второстепена странка во одлучување од страна на управниот суд. Имаме одредени проблеми каде што стечајните управници на одредени фирми, поготово како што е случајот со Треска мебел и така натаму, не ги пријавиле имотите на фирмата ниту во стечајната маса, а се надвор од Република Македонија. Значи имаме исто така одредени проблеми каде што во стечајната документација не постои соодветна документација со катастарски број, парцела и така натаму. И сите тие работи се значи во тек, пуштени се барања во стечајните управници, оптужени се сите купопродажни договори кои што стечајните управници ги направиле за одредени објекти надвор од Република Македонија како би биле ништовни, се со цел да се вратат на Република Македонија, а не парите да одат во приватни џепови, како што оделе порано кога со тие имоти располагала Агенцијата за трансформација на предпријатија.